Бујар Османи не сака бугарите во уставот да бидат внесени како македонски бугари наместо како дел од бугарскиот народ. Додека во Бугарија се повеќе политички авторитети зборуваат за некакво внесување на македонски бугари. Првиот дипломат вели дека договорот е јасен. Доколку се постигне консензус, во преамбулата само ќе се додадат бугарите, хрватите и црногорците, но по досегашната терминологија. За комисијата, која што е формирана во Министерството за правда, ќе биде многу лесна работата, затоа што само треба да го земаат протоколот, таму пишува точно, таму каде што се спомнати останатите етнички заедници, после запирката пред други, треба да се додаваат и заедниците кои што ќе бидат додадени, хрвати, бугари. Значи, исто како и останатите. Значи, не може да има разлика од тоа како се опишани другите и тука навистина сакам оваа дебата тука да ја пресечеме. Доколку помине формулацијата македонски бугари, тоа значи дека ќе треба да дојде и до промена на начинот на кој албанците се представени во уставот, односно и тие би станале македонски албанци. Инаку новата формулација која се почесто ја користи официјална Софија, а последно ја употреби и председателот Румен Радев, според експертите ја покажува основната намера на Бугарија да се докаже нивниот став за еден народ во две држави, бидејќи според нив не постојат македонци, туку сите сме македонски бугари. Основната намера на Бугарија да се внесат во уставот некакви бугари кои ги нема во држава или ги има една грст луѓе, е да тоа бидат македонски бугари, тоа е сите ние, и дека полека со текот на времето тоа ќе биде единствените што ќе бидат тука македонски бугари, македонците ќе ги снема, за нив и нема македонци, нели? И албанскиот политички блок си има своји барања. Да се избрише формулацијата 20% која се однесува на албанците, односно на албанскиот јазик. Некои партии веќе најавија дека гласањето за уставни измени ќе биде условено со оваа промена. Шефот на македонската дипломатија побара од партиите да не го политизираат процесот со уставните измени, да станат дел од работните групи и таму да ги поднесат сите своји предлози. Тој би поддржал и уште една интервенција во делот со 20%, но само под услов ниту една од партиите да не го кочи процесот.